Вработена сум 24 години во Клиничка централна перална. 2 години сум во Скопстер, албанска фирма со представништво во Мајчин дом. 11 месеци сум без плата, 3 месеци сум без работа. Клинички не ја зема работата, го изнесоа вешо да се пере надвор, се пере во Сарај, во приватна перална, се пере во 8 септември. Ние останавме на улица, без работа и без плата. Бевме кај директорот на заеднички служби, ни ветија дека ќе се среди за брзо време, од тоа нема ништо. Бевме 2 пати исто кај министерот и тамо ни ветија дека ни го покажа договорот дека треба да се потпише, се чека само за потпис меѓу Скопстер и Министерство и од таму немаме уште ништо. За жал чекаме, се надеваме дека ќе се најде некој решение за брзо време. А дали до сега ви е исплаќена плата на рак? Нема такво нешто, нема. Такво нешто не. Тогаш што ве мотивираше да доаѓате на работа без плата 11 месеци? Па се надевам. Пациентите. Ние така сме учени уште од кога сме биле у заеднички служби. Пациентите за тоа. И за време на кога беше ковидот, сите клиники што имаше инфективна не переше тука, кардиологија, сите клиники ги донесоа беше тука, сите се разболевме, тука работевме болни, за тоа не тереше за пациенти, не за Скопстер. За Скопстер би оставиле работа одма, ни еден ден не би работиле. Него за пациентите се боревме. И за ковид така исто, цел веш тука идеше, сите се разболевме, тука бевме. Болни луѓе бевме тука, работевме за пациенти. А сите си земаа после пари, се напунаа со пари, дека со ковид работеле, а овда нас ни кршен динар тогаш не ни дадоа за ковид. И за тоа не тереше да работиме, а не за нив. Ама више не можеше да се издржи без пари, што викаат не 11, него 12 месеци, регрес не ни е давано. Тортури имаше, ги претевме, 2 колешки дадоа оставка и она даде оставка Жаклина, па се врати, 1-2 се врати, пошто немаше кај да останува со кредити, со ова. Тоа, тортура има. Почне да ги викнете еден по еден у Мајчин дом луѓето. Мене пред инфракт ме донесоа. Пред инфракт. Тој Даут Амар беше директор, тука што е менаџер на Скопстер сега, беше директор у заеднички служби. Он ги направи све работите да го преземе пералната таму у Скопстер. За 2 години си даде оставка тука, за 6 месеци почна да се врти пак околу перална од Скопстер. Не зема на врат. Со болна жена сум. Најлоша диагноза има. Не можем на лекар да ја носиме. Сите сме без здравство. Тоа е. Ние си сакаме нашата работа да ја вратат. Ако не, по стариот договор, кога не предале, пошто 35 години работам, 15 години имам у клинички центар работено. После не дадова 20 години у изградба Комерс, после сега на крај не профилија. Уште стариот договор, со стариот договор треба да, ако останеме без работа, да не вратат, да не најдат работа, да не ангажират, а не име гајле ништо, ни заеднички служби, не на министерот. Колку што се криви оние, и они се криви. Оние знаеле каква состојба Скопстер, заеднички служби. Не дадоа. Не викам дека овај Башким тогаш, не беше. Или тој друг, не укривам ништо. Него заеднички служби, тие што биле. Знаеле дека немат профит, немат работа. Што не дале таму џабе? Да не земат на врат? Нема пари, ни машини да прават, ни ништо. За еден штраф го остави машината да пропадне. Не може да земат еден штраф без парице. Тоа не донеса до пропаст. Ние сами си ги правиме машините, дури човекот ќе проведе и рака и све. Ја ви кажам дека во реалност за работа, да. Се работа е па горе-доле се сработува, колку се може, се може. Знам дека дефектот на машините го се направи заради тоа што
наши ајде ќе правиме, најде човек ти поthitно да го да најдеме да се направи машината, ама не е тоа. Епак тоа машини се функционални, веќе тие се овие се од Турска по 50 години се стари, така да им треба дефект стикно за моделот што сме го земале да го реновираме, кога ќе го реновират, кога ќе го правиме тоа. Јас од машина сум бадал каиш да менјам, па сум скршил прстот на раката. Ама тоа што бидна туку проблемот со парите, целата работа парите што не ги дават. Ајде ќе дадеме овој месец, ќе биде ќе префал некој динар, ми даваат на рака, да, чисто еден динар дале. Нема и каде ако за кафе. Колку да идеш на работа. И тоа ти ќе дадат Абе на дневни се пари. плаќа, зема Па луѓе, поснова, други луѓе земаат. ајде гледате тоа што викаше, ама за претениците за ова за полниве што викаш Осман дека ќе за нив да се работи. Работиме месец дена така, месец два. Ајде да се помине колку идат па избори, па се деси, па ќе има нешто. Ништо, тоа веројте дека нема. Не искача ништо. Работат ли сега машините? Машините не. Сега се искача Може да се прави, со малку пари може да се прави. Сега моментално нема ништо, затоа што Скоптер се дигна раце од прашак, нема ништо. Не прашак, нема средства за хигиена, нема ништо. Дигна раце Скоптер, зашто не знам, немаат пари, не знам како викаат они. Од Албанија мислам дека се структурирани дека пари нема да им дават ништо. Како без работа? И сега испадна дека целата работа 50 души, земале тамо 30-40 души, од нас чекава пари. Ние да ги плаќаме нив. Без работа, се седеа, се спија луѓето таму. 30 души ги плаќам. Скоптер е крив, знаеш, Скоптер да кажам вака. Кога дојде дека Скоптер почна да бере вака димензии, само кажуваш. Што работиме, не ги интереси тоа, вика, гледате, вие за вас не е проблем. Кајдешки служби. Зашто вика Скоптер сега дигаше џева? Они мислат да го земат това за стерилизација се пре. Никако перална не постои. Како ве викам без стерилизација? Не вика нас тоа не интересира, само вика димензии како и за стерилизација. Ми ни падна чудно дека јас сум првата година кога појдам, знам дека се поработи ви. Знаев дека нема да се функционира така, функционираше перална, па се разберев со байпас 5 стенен тура не може да функционирам. Ја и оваа година сум така со сила кога дојден. Ама не, тоа више аплодувам, гледам дека почна годинава цела се влечеме за пари. Каде е пари? А сега ќе дадат, ќе пушат вамо, ќе пушат таму. Не е тоа више. Дали сега работи таму? Сега сам. Кај работиме, еве што куваме. Проблемот е што пензионско инвалидско не ми дава никој. Не ми дава никој. Кој ќе им даде мене пензионско инвалидско, лекар да на контрола направам? Нема теорија, шанса некој на контрола да прими. Иде за просто, ако може, дека може, тука сум имал 35 години, сум тука, јако работа кон него. Сум постарите сме дени тука. Па ме знаат, па ќе ми завршат работа. А што барате вие и од кога? Беем смутално Скоптер се бара. Или да се реши статусот, или да се исплати парите поthitно. Или да не враќат. Или ќе се вратиме сите по заеднички служби, Тие што старите луѓе што сме потпишали по стар договор, ние мора да не вратат назад. Тоа е тоа. Старите. Што сме останале, овие четворица сме останале од старите, од кога не издале прв пат. 30 души сме биле оперална. 30 души. Сега колку сте? Сега 11 останавме. Нема 11 души. Толку. 3 избега. Не избега, него отказ си дадо, не може да издржат притисок. Тоа е работа. Ние сакаме статусот да не се за работа да не ја надават. А за работа, денеска нека го вратат перал, а може да го вратат перална за 24 сата ако сакат. За 24 сата. Оние по договор требаше да перат. Добро, нема, требаше да пере ова Скоптер, требаше да се знајде да ги пере вешот на друго место. Така постои договорот. Мора да ги спере. Они немаат пари да ги перат. Они го расипале сами договорот. За 24 сата, ако сака Министерството, владата, може да ги разреши. 24 сата. Постои објектите на државата, на Министерството за здравство, машините се на заеднички служби, 24 сата. Што? 3 машини се може да се работи со 3 машини, одма може да почне да работат, другите може да се прават една по една и со малку пари, да речеме со 100.000 евра може да се прават сите машини, нови да се. И 20 години не може да се прават со тие машини. Исти. А вакви машини нигде не може да се. Цела Македонија да дојде тука, за еден ден ќе да завршиме работата. Сите у 8 септември, зелени лист што го пее, сите ги земале ангажирани луѓето, колку 5, 6, 10 души таму ги перат, а ние тоа за саат време ќе го спакуваме и ќе им го дадеме. Дали сте побарале решение на проблемов со директорот на службата за општи заеднички
работи при клинички центар со заеднички служби. Бидејќи цело време викате дека сакате вие да се вратите и да ви биде решен статусот на таков начин, сте побарале ли такво нешто? од Да, директор? да. Аха. Баравме кога бевме. Пред 2 недели. Пред 2 недели. Оно рече за 10 дена ќе биде завршено, више готово. Ќе ве вратиме. А тоа нема ништо. Не еднаш, еве 3 пати не лажат. И министерот, па и овие. Тоа е све лаги. Тоа е све лаги. Не веруваме више на никого. И префрла топката еден на друг. Министерство кога кажа дека ќе се префрлиме за Оле, месец да, дена, еве го договорот вика пред мене, го потврдите да го читаме сите. Корекции и црвени линии вика се направени, само 2 правна служба вика од Скоптер. И тоа никому ништо. Овој Заеднички ба- служби кои ме века и Овој Башки, барат корупција. вика, ама чекајте, вика, нема да викате телевизија, ќе седиме до 10 дена ќе се реши. Еве го не се реша ништо. Ама они сака да го вратат и Скопстер и све да се сака да го над. Ние немаме работа со Скопстер деја. Ние сакаме пералната да ја вратат. Тоа е друга работа, тоа што сакаме ние, Пералната тоа може сакаме. да ја вратат. Пошто Скопстер постои од 2019. А ние не земаат 2023. Ние немаме работа со нема ништо со Скопстер. Може да не вратат за 24 сата. Како не преземале и така може да не вратат. Тоа е. Зашто не преземале без тендери, без ништо? Единствено барање да не го решат статусот. Да. Друго дали Која е работата да знаме? Дали ќе биде или да си земеме нека ни дадат технолошки вишок Да, дека не решат или некако. стечај нека да однесат. Да идеме да се лечиме. Тоа е битно. Дај ми ке одржам. Не можеме ни да се лечиме.